Уште една група дрвократци откриена е во атарот на селото Степанци во општина Чашка. МВР и шумската полиција изминатата ноќ пронашле 7 мина прилепчени во обид да превезат 11 метри кубни бесправно исечени дрва. Дури тројца од дрвократците се малолетници. Сите 7 лица се лишени од слобода и истите се на возраст од 15 до 43 години. Одземените предмети, односно патничките автомобили, вкупно 6 марка Лада, како и комбето Застава, и околу 11 метри просторни дабови огревни дрва се одземени од страна на шумска полиција заради понатамошна постапка, односно целосно документирање и поднесување на соодветни пријави. 14 мина полицајци се справувале со дрвократците. Од шумската полиција велат дека при епсењето се користело и оружје. Дрвократците не се обиделе да побегнат, но жестоко се спротивставиле на полицијата. Од нивна страна е извршен пасивен отпор. Имаше истрели 3 од оружје за предупредување, иначе лицата се лишени од слобода. Групите беа во 2 дела групирани со на поеќе места, така да беше малку потежно теренот, врнежливо време, направија отпор, джипот почна да го кршат, да го недуваат, да прават отпор и така. Од СВР велат дека против 7 дрвократци ќе бидат поднесени соодветни пријави. Осомничени се за пустошење на шумите, бесправна сеча и нелегален превоз на огревни дрва. Инаку за неполн месец ова е втор откриен случај на бесправна сеча на шумскиот фонд. Претходно беа уапсени 20 дрвократци. Беа одземени 10 метри кубни дабово дрво, 8 возила и 8 моторни пили. На езерото Младост се прави патека за крапски риболов. Веќе се изработени 20 боксови. Зафатот е многу значаен затоа што тоа е прва патека од ваков тип во државата, изработена според сите светски стандарди. Надлежните очекуваат овде наскоро да се одржуваат и меѓународни надпревари кои во оваа дисциплина траат по 72 часа. Тоа е за прв пат во Република Македонија да се уредува една стаза за крапски риболов со стандарди што ги надминуваат републичките стандарди, односно покрај државните првенства ќе можеме многу скоро да организираме и балкански, европски, меѓу државни првенства, бидејќи она што е зацртано и према условите што ги има нашево езеро се издвојува и со местоположовата и со квалитетот на рибата што се наоѓа во него и секако пред се со квалитетот на двете спортски риболовни друштва во нашиот град кои што се во врвот на спортскиот риболов во Република Македонија. Општинските власти денеска беа на лице место. Извршија и консултација со Сдруженијата на спортски риболовци околу техничките детали за патеката, ги слушнаа нивните предлози, договорија во наредниот период, кога нивото на езерото ќе биде пониско, да се исчистат сите суви и деградирани дрва кои се на патеката. Спортските риболовци планираат наскоро да ја промовираат патеката со одржување на куп од гемиџии. На 5 и 6 мај ќе има промовирање на езерото и преку Македонска риболовна федерација ќе биде организирано првиот куп на во езеро Крапско, ќе се вика купот гемиџии, влево календарот на надпревари наредните години. Со самото правење на боксовите, уредување на патеката, чистење на дрвата, со трската едно друго се ќе се овозможи и патека за пливка, што ќе биде најидеална и најдобра патека, мислам дека Македонија. Сега ќе се организираме еве додека ова се прави боксовиве за крапскиот риболов, пошто ние сме во други надпревари се такмичиме на пливка. Значи малку да ги прошириме и тие места измеѓу боксовите, за да можеме и ние тие надпревари да можеме во првенството во лигата да организираме првенство овдека на нашето езеро. Уредување на патеката е дел од проектите кои општина Велес ги доби преку програмата за поддршка на рурален развој. Во изминатиот период за реализација на 3 такви проекти обезбедени се 30 милиони денари. Сепак пратеникот Илија Димовски вели дека во наредниот период ќе се продолжи во таа насока. Собранието на владата и одобри изголемување на тие средства во оваа тековна година и тенденцијата во наредниот период ќе биде владата на Република Македонија ги изголемува тие средства со кои што општината ќе може да инвестира во развојот на овие, би рекол, субурбани и рурални средини околу нашиот град. Освен патеката за крапски риболов, истовремено се уредува и крајбрежниот појас на езерото Младост.
месец и пол до 2 да биде ставена во функција. Тоа значи дека ќе стават 10 видиковци, односно 10 вакви парцели ќе бидат на двата брега на езерото поставени. Со тоа ќе се овозможи да оноа што цело време се залагаме за развивање на туризмот, за развивање на езерото Младост и сето оноа што се инвестира во овој сегмент да биде реализирано во овој период. 5,8 милиони денари чини целокупниот проект за изградба и уредување на риболовната патека и летниковците покрај езерото Младост. Измина рокот за доставување стари фотографии од Велес со кои општината ќе подготвува монографија. Од локалната самоуправа се задоволни од интересот на велешани. Објаснуваат дека добиле фотографии кои никогаш претходно ги немало во јавноста, не биле ниту дел од државниот архив. Имаме голем интерес од постарите велешани, кои што сите своји албуми домашни со стари фотографии од Велес, со фотографии од нивната младост, од времена кога биле пионерчиња и деца од велешките сокаци. Имавме некна интересна средба со еден наш сограѓанин кој што ги донесе буквално сите фотографии дома што ги поседува, за да направиме избор за монографијата. Значи се разбира, станува збор за црно-бели фотографии. Освен за изработка на монографија, донираните фотографии ќе се користат и за изработка на друг промотивен материјал за општината. Се побаруваа слики од инфраструктурни објекти, пејсажи, панорамски фотографии. Од локалната самоуправа велат дека сите пристигнати фотографии нема да бидат искористени за изготвување на монографијата и промотивниот материјал. Посебна комисија ќе го прави изборот на фотографии што ќе се користат. Формираната комисија од градоначалникот ќе направи проценка според техничкото уредување кои се тие кои што ќе си го најдат своето место. Од локалната самоуправа велат дека одлуката за изработка на нов промотивен материјал следи од како во изминатите 2 години во општината се изградени нови инфраструктурни објекти. Викендов продолжува ракометната Суперлига во рамки на 15-тото првенствено коло. Градскиот ракометен клуб Борец во недела со почеток во 18 часот гостува кај екипата на Охрид. До крајот на регуларниот дел на сезоната преостануваат уште 4 надпревари. На само теорија се сведени шансите на велешани да се изборат за место на 4-та позиција на табелата која води во плејофот, па многу пореално е тие во продолжение на првенството да се надпреваруваат во лигата за опстанок. Од клубот вела дека преостанатите 4 кола ќе ги искористат за воигрување на тимот, но и за обезбедување на бодови, што ќе значат подобра стартна позиција во обидот да се избегне последното место на табелата кое води во втората лига или предпоследното кое води во баражот. Речи си сигурно е дека екипите на Вардар Јуниор, Пелистер, Прилеп и Радовиш ќе му бидат конкуренти на Борец за евентуалниот бараж. Металург 2 скоро и да нема шанса да го избегне дното на табелата. Инаку во зимскиот преводен рок, екипата на Борец го задржа костурот, а дополнително се засели со искусните Горијан Анастасовски и Мартин Гинов.